На татко и јас при срце му бев. И често дома ме канеше тој. Ме тераше да распрвам за текот на мојот живот, за се што поред. Му раскажав се, од дните детски почнувајки, дури до часот кога посака да слуша. Јас зборував за сите страдања, опасности на море, за малку како избегав од смрт и како в плен ме зеде суров враг. Благодарам. Седни бе, Станко, да се напиеме заедно. Добро. Море, роден ден ми е денеска. Ами не гледаш како сум целио. Нова власт, нови бои, нови ширити. Така. И сето, разбираш, во името на царот. Ама не на најпоранешниот, на сегашниот. Да, на сегашниот цар. Дизе хаус из Булгариен. Кој сум јас? Кој сум, кажи ми, никој ништо. Што е? Нема така. Што е, брат? Порано бе Боровиќ, сега сум Борово. Ветар и магла. Дошо 11. октобар, прва пушка е пукнула у Прилепу. Хаос, туча, бугарска по граду, кога су нашли тукли, старце, жене, децу, све, ali oni su onda pogrešili politički vrlo mnogo, jer su ih zamrzeli i staro i mlado. Odmah. Ali bio je jedan atentat na jednog Makedonca našeg, koji je bio agent Mačkov, GAT 1. I to se ispred naše kuće dogodilo sve i tako je ispalo da taj moj najbolji drug i kočko mi je u zatvor. Smo pali. Troje nismo priznali ništa, hvala Bogu, jer jedan mi je stari revolucionar rekao, ako padneš u zatvor i ako nešto priznaš, nadrljio si. Ima da te tuku do smrti i kad ne budeš imao šta da kažeš, ima da te tuku. Bolje šuti, nek tuku i gotovo. I tako smo mi to nekako se izvukli i to sve prošlo, vamo tamo, nema više života u Partizanu. U Kumanovski odred. Tamo sam bio. Mogu da vam kažem da sam bio ko ptica na grani. Mnogo mi je divno bilo. Jer sam bio slobodan. Slobodan, ako puca, ja pucam. Znate, a ovo nema u gradu, gotov si. Ti si nekoj daskal. Знаеш много работи. Каже ми Амонака по право, без да го вртиш много. Што е ова? Што се прави со нас? И овие не се заер, и тие што беа пред нив не чинеа. Како да ти кажам? Самарот ни се менува. Едните викаат, нашиот е порен. Другите не, нашиот. А самарот си е самар. Така е, право вели даскалчево. Самар и ништо повеќе. Да. Стрино, малку вода ако сакаш. Тоа ти е вистинско македонско чоколада. Каде нас се пее една песна. А од каде беше ваша милост? Се пее една песна. Отпесува пастор. И јас јадов и в село дадов. Поп керка омажи и сина си ожени. И пак ми престане. Та така и се пее. Цел батальон најадува. И пак ќе преостане. Ние во таа слободна Југославија, како да ви кажем, ја не знам такво другарство, такво дали негде може да има. Кој те праша дали си Хрват или си Србијан или си Македон? Напротив, јас ко појдов бев за нив посластица, да ви кажем право.
Uživa, sите oti Makedonija станала држава. Така беше времето. Се сеќавам дека беше вака првата реченица, која отиде во етерот на македонски јазик. Овде е Слободна Југославија. Ја започнуваме нашата прва емисија на македонски јазик. Тоа беше првата реченица што ја реков. Buyurun müdür efendi. Што има на вас стар? Mirluk, rahatluk na sekade. Tamam. А јас пак разбрав, оти комитите рад спале цела ноќ. А пак полицијата дремела во горната мала. Оти било тесно и запурно во долната. Алла да ми полиц ефенди! Sakın müdür efendi yapma. Ne vistina. Што не е вистина, бре? Што не е вистина? Кажи. Колци на комити фативте ноќеска? Јас знам дека сте нека дрници и пијаници, бре. Ами довде ли, бе? Јазак. Zašto müdür efendi? Како зашто, бре? Како зашто? Цел град ноќеска беше на нозе. Јас биле око не склопив. А ваму началникот на полицијата за птите не може да го разбуда. Бил ќорќото пијан. Арам да ти е. Ако за еден саат не ми ја најдеш керка му на кушу лоза и жива и здрава не ми ја доведеш овде, еве ти реков, за јазик ке тобеса. А пак ноној шејтан, поштарот Јаја, ќе му кажеш, оти во бурса по мајмуни ќе го пратам. Анладам ми? Anladım müdür efendi. Radio sam ovde u Skopskoj televiziji jednu priču, video je Podgorca koja je neverovatno poznata i koja je prevedena, ja ne znam na koliko svjetskih jezika. Doznao sam čak da je prevedena i na japanskom. Belo to ciganče mi kažemo. Belo to ciganče ili bijelo ciganče. To je serija. Bila je jedna, ja sam imao glavnu ulogu jednog ciganina, a priča je u tome da sam našao u trapu tamo jedno malo dijete, čuo glas, plače. Kad smo išli ovako mi, ona naša černo, raslo, a ispalo belo, strčilo među nama, ciganima, i ja sam to dijete, razumete, prihvatio kao svoje i ono nije moglo da živi bez mene, a i ja teško. Jedan den će te kloci. Će te otvorni kako partal. A i zašto da ne te otvori? Što ima da mu ostaviš od imuta, a? Što imaš? Glupavi prikasni partalj. Јас не сум цар. Tada ostavam kuli i sarej. Ќе го научам да работи. Ќе му оставам здрави раци и чисто срце, то ќе му оставам. Не го оставам! Лучко! Таруно, бегай! Таруно, бегай! Таруно! Таруно! Каде? Не знам. Никогаш. Ова ќе нема да се случи. Никогаш. Не плаши се, синко. Додека сум јас жив, не плаши се. Јас уште кога мал сум бил, тралалала, тралалала, со глупост сум се прославил, тралалала, тралалала, трал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 а, тралалала. Комитаджија, а? Веј, конта. Афери. Како да ти шудам јас, бре, кажи. А? Сакаш тутун? А?
Имам. Пише. 101 година. 101 година. Ке запалиш. Кога ќе излезеш од затвор. До тогаш може и да го оставиш тутунот, а? Ајде. Кога бев на ваши години, на площадот имаше голем споменик на царот качен на конј со сабја во рацете. Пред тој споменик се крстевме, празнуваме, актерите даваа приредби, актерките шетаа со офицери, младината пушташе гулави. Се сменија времината, падна власта, дојде нова. Требаше да се урне споменикот на царот. Јас бев шофер на камион. Добив налог да гурнам споменикот и да го фрлам врек. Вечерта, кога се стемни, му врзав на царот сајла околу вратот, повлеков со камионот, гледам назад, низ прозорчето, бившиот цар на конј со сабја во рацете се влечка низ правот. А нама, новата власт, му созида нов споменик на новиот цар. Одново се крстевме, празнувавме, актерите пак даваа приредби, актерките шетаа со нови офицери, младината пушташе гулави. Не помина долго, падна власта, дојдовме ние. Јас уште шофер. Пак мене налог, пак сајла околу вратот. Гледам назад, низ прозорчето, новиот цар на конј со сабја во рацете се влечка низ правот. Потоа ние изградиме нов споменик на площадот. Младинец со пушка, незнаениот јунак. Повремено им држам на децата историски час. Таму евоцирам спомени, тие ми даваат цвеќиња. Кај ме најдоа мене, покрај толку шофери. Но врзав на незнаениот јунак сајла околу вратот. Гледам назад низ прозорчето, незнаениот јунак со пушка во раката се влечка низ правот. Ме гледаше. Ме гледаше право во очи. Ме ослепи.